Почитувани гледачи, добро дојдовте во денешното издание на емисијата Граѓански прашалник на програмата на Канал Визија. Во вечерашното издание самата тема, верувам, ќе биде доволно интересна, примамлива, посебно за Прилепскиот регион, за граѓаните, жителите на општина Прилепка. Разговараме на тема земјоделие, а најмеродавен со кого можеме да разговараме на оваа проблематика е токму министерот за земјоделие во владата на Република Македонија, господин Лјупчо Николовски. Благодарност на самиот почеток што ја прифативте поканата да бидете гости на програмата на Канал Визија и за нашите гледачи изворно да ги кажете најновите политики и активности и мерки што ги презема Министерството за земјоделие. Благодарам, поздрав до гледачите на Канал Визија и ми е драго што овде во Прилеп имаме прилика да го направиме овој интервју. Предлагам разговор да го започнеме со информацијата која што беше пласирана токму денес. Излезе информација во медиумите дека Министерството за земјоделие заклучно со 1 септември оваа година исплатило 99% од планираните средства на име субвенции за минатата 2017 година или приближно околу 6,8 милиарди денари. Да, точно, едно од столбовите на политиката која што водиме е и која што е поздравена со самиот извештај на Европската Унија се навремените субвенции. Тоа е тенденцијата која што мора да направиме. Граѓаните, земјоделците мора да ги добиваат субвенциите исклучиво тогаш кога им се потребни. Затоа оваа година покрај исплатата на заостанатите субвенции кои што се исплаќа од 2011, 12, 13, 14, покрај оние кои што се исплаќа на основа на судски пресуди и на управни решенија, преку комисијата која што формиравме за спорни предмети, се обидовме да ја вратиме нормала исплатата на субвенциите, односно и во рамките на законскиот рок кој што е предвиден, тоа е 30 јуни, и во рамки на календарот на исплати. Затоа се трудевме и тутунарите да ги добијат неселективно субвенциите во еден ден и лозарите да ги добијат во декември. Се обидовме да имаме, и тоа е наша тенденција на која што ќе ги базираме сите политики, неселективна и редовна исплата на субвенции, и тоа го направивме во овој период. И еве, ако минатата година до законскиот рок до 30 јуни исплатено беше околу 45% од вкупната програма, на 30 јуни имавме 90 и неколку проценти од самата програма исплатено, а еве крајот на август 99% од самата програма. Има оние исплати кај кои што е потребна законска контрола, 5% од апликантите кои што согласно законот и процедурите на платежната агенција се контролираат, но мислам дека ги вративме во нормала исплатата на субвенции согласно календарот, законот и да бидат исплатени на време. Неполна година, 10 месеци сте на чело на Министерството за земјоделие, па ева информација за граѓаните, каква состојба затекнавте внатре во самото министерство, организациона поставеност и самите земјоделци се жалеа на неисплатени неколку годишни субвенции. Па да, тоа на што сакам да го подвлечам, значи затековме огромни долгови кои што се пренесувале од година во година. Пример, во буџетот за 2018 пренесовме огромен износ на средства кои што не се исплатени од претходните години. Тоа го правевме и во 2017 и во почетокот на 2018 и сметам дека тој веќе проблем со неисплатени субвенции го надминуваме. Тоа значи дека нема повеќе за останати неисплатени субвенции за претходните години? Не, секако дека износот сега и на неисплатени субвенции кои што кога го пренесеме во буџетот за 2019 исто така се пренесува одреден заостанат долг, но обемот на она што го рачистивме, она што го исплативме, ни овозможи на нас да се врати исплатата во нормала. Да потсетам, не само што ги исплаќавме старите долгови, не само што вративме во нормала исплата на редовни исплата на субвенции. Јас се сеќавам минатата година субвенциите за тутунопроизводителите ги исплативме на крај на јули и во август некој. Сега ги исплативме многу порано, во април веќе беше заокружена. И тоа по сосема, тоа сакав да го кажам. Дури во оваа година поведовме и нови мерки и политики. Имавме интервентни мерки во текот на 2017 за бостан, за праска, за житни култури 100% зголемени субвенции, имавме 2 денари за грозјето, имавме исплата на 5 милиони евра штети исто така од овој буџет и вклучително некои од новите мерки и политика пред се тука предничат тутунопроизводителите. Ветивме пред граѓаните нов систем на субвенционирање по класи, односно едно ниво за прва класа,
тоа е 80 денари субвенција, за втора класа 70 и за трета и за сите останати 60 денари. Сакам да потенцирам дека не е укинато субвенционирањето на четврта или на другите класи, ние остануваме на политиката на субвенционирање на сите класи, со тоа што го зголемивме само субвенционирањето за прва и за втора класа согласно ветувањата и нашите владини определби. Тоа се 5,5 милиони евра повеќе пари кај тутунарите. 28 милиони евра беа исплатени, од кои што 13 милиони евра во Прилепско, и тоа го направивме навремено, неселективно, по една брза постапка, секако дека ги зголемуваме и капацитетите административни и на Министерството и на платежната агенција, за да може да ги зголемиме, да го зголемиме нашето сервисирање и услугите кои што ги даваме према граѓаните и спрема земјоделците. Го отворивме Министерството за да бидеме сервис на секој еден наш апликант и земјоделец. ИПАР програмата е една од програмите која што значително помага на земјоделците во подобрувањето. Предпоставувам дека ова е еден од Добар ден. Добар ден. Како сте? Супер. Како сте? Добро е. Да се видиме. Дали имате користено средства од ИПАР програмата, дали ова е... Да, ова е земена програма во 2012 година на програмата 50-50 што беше. Задоволни сте од подршката? Супер задоволен. После имаше програми со 60-65. Ви аплицирале пак на ИПАР? Обавезно, да. Подготвуваме нов оглас во наредниот период. Целосна механизација, не само за тракторната, но и за друга приклучна механизација. Само преку... Колку сте задоволни од искористеноста на средствата од ИПАР програмата од страна на земјоделците? Несомнено дека обновената механизација дава голем придонес во подобрувањето како на приносите и производните капацитети индивидуално на секој земјоделец, меѓутоа и го подига вкупното ниво на земјоделско производство во земјата. Еве вака неколку споредби ќе направиме. Минатата година распишавме оглас за ИПАР 2 програмата и тоа е првиот оглас од ИПАР 2. На еден оглас до ден денес, значи денеска ги земав последните податоци, до денеска се склучени 792 договори во еден оглас, а во сите 12 претходни огласи на ИПАР 1, во претходните 9 години се имат склучено околу 1100 договори. Со само еден оглас сега оваа година ќе го надминеме и бројот на склучени договори и вредноста на сите други 12 огласи кои што биле во претходниот период. Јас сум исклучително задоволен заради тоа што оваа година лично со целиот мој тим бевме посветени да отстраниме некои од бариерите во делот на ИПАР. Иако затековме состојба во која што платежната агенција мораше да прави рангирање за одредени мерки, мораше празните апликации кои што биле поднесувани да се земат во предвид, исто така одземаа многу време. Дали процедурата е комплицирана за самите земјоделци или се прават напори да се олесни таа процедура? Она што сега го правиме, значи до денес, само да повторам, се склучени 792 договори во износ од 14 милиони евра, од кои што 10,5 милиони евра се европски пари. Тоа се и за трактори, и за придружна, приклучна механизација, но и голем број на договори во преработувачката индустрија, кои што овозможуваат нова опрема, нови капацитети, заради тоа што од една страна ако субвенционираме производство, од друга страна ако не инвестираме во преработувачката индустрија и во модернизација, тогаш мора да се поддржуваат. Јас сум задоволен од тоа што го правиме во делот на ИПАР, особено и тоа што оваа година бевме посветени да ги поедноставиме процедурите. Неколку пати со директоратот и лично со комесарот за земјоделство разговараме во делот на поедноставување на процедурите. Може да објавам денеска дека ние во наредниот период ќе објавиме оглас за ИПАР. Во интензивна подготовка сме. Се надевам дека тоа ќе биде пред крајот на годината за мерките за модернизација на земјоделски стопанства и за преработувачката индустрија и дека тоа ќе биде по поедноставени процедури. Ќе ги соопштиме поедноставувањето кои што ги имаме пред граѓаните. Од друга страна, користиме техничка поддршка преку исто така Европската унија за да организираме инфоденови, публикации, настани помеѓу граѓаните во селата. Секаде ќе отидеме за да ги објасниме, да се доближи аплицирањето до граѓаните. Носиме нов закон за советодавни услуги
Исто така, а и ги јакнеме капацитетите на Агенцијата за поддршка на развој на земјоделството. Значи, од секој можен еден аспект ќе бидеме фокусирани тие поедноставени процедури кои што можеме до сега пред распишувањето да ги направиме, да ги објасниме на граѓаните и да ја зголемиме апсорпцијата и искористеноста на ИПАРД. Ако на овој оглас имаме со еден оглас го надминуваме бројот на склучени договори и го надминуваме износот на средства кои што се контрактирани, со сите претходни 12, мислам дека многу подобро ќе оди со следните огласи и со искористеноста на ИПАРД фондовите. Отварањето на процесите на интеграција кон Европската Унија и хемијата, енергијата која што постои и поддршката од Брисел и почетокот на скрининг процесот, ама и на преговорите, нам ни ги отвараат можностите за 10 пати зголемување на поддршката која што би имале во делот на рурален развој. Хрватска во еден програмски период користи над 3 милиарди евра за рурален развој, Бугарија многу повеќе, околу 8 милиарди. Само на тој начин, само со таа отварањето на тие фондови и искористеноста, зголемувањето на искористувањето, може навистина да го модернизираме земјоделството, да инвестираме во рурален развој, да луѓето, граѓаните, младите да останат тука на село, во своите родни места и да навистина инвестираме во нашата држава. Македонија може да биде земјоделска земја, земјоделието гледаме и дека по најновите показатели е основа на нашата економија. Огромни потенцијали има државата кои што со сите овие програми, политики, фондови кои што стојат на располагање, а со поддршка на Европската Унија може да направиме да Македонија навистина се подпре на земјоделството и на производството на храна. Ова интервју го снимаме за нашите гледачи, појаснување информација во населеното место Малоконјари. Советот на општина Прилеп завчера на 19-тата седница го усвои елаборатот за штетите предизвикани од времето на 23 јули. Ќе биде доставен на почетокот на наредната недела на влада, значи владата ќе треба да се произнесе по него. Што може да очекуваат земјоделците? Големи беа штетите во Прилепско, овдека во Малоконјари, во соседно Големо Конјари и во делот Прилепското поле. Големи беа штетите 2017 година, првата година од како ја презедавме одговорноста за политиките и за состојбите во државата, навистина имавме неповолни климатски настани низ цела држава. Она што во 2017 година го направивме согласно Законот за земјоделство и рурален развој, целосно беа исплатени штетите од 2017 година во износ од 10% согласно одлуките на влада и согласно сите поставки кои што се одвојуваа во тој период. Имаме заглавени постапки од 2015 и 2016 година кои што исто така во тој законски лавиринт во кој што сме доведени, гледаме со сите сили да ги одглавиме и да граѓаните бидат обештетени. За 2018 година денес лично бев информиран од градоначалникот на состанок дека е затворен елаборатот, комисијата формирана од Советот на општината си има завршено својата работа. Тоа е доставено до владината комисија за штети при Министерството за финансии. Сега ќе ја сочекаме постапката која што се одвива на ниво на самата комисија, прегледување на елаборатите, анализирање, дополнителни вештачења кои што се потребни да ги направи Бирото за судски вештачења согласно сите уредби и позитивни прописи и после тоа ќе биде на предмет на владата ќе го донесе исто така ќе одлучи за процентот на исплата на штета и веднаш таа ќе биде исплатена. Само оваа година преку буџетот на Министерството, односно преку нашите програми и на платежната агенција беа исплатени околу 5 милиони евра дополнителни штети. Лично ќе се залагам и сите овие постапки од 2018 година многу побрзо тоа да го направиме и граѓаните да бидат обештетени, но клучно е што ги отворивме и решавањето на долг рок на сите овие прашања кои што ни се отворија со климатските промени. Ние подготвувавме нов закон за земјоделско осигурување, правиме анализа за воведување на антиградобиниот систем. Исто така во Македонија ги правиме соодветните анализи, постапки. Инсталиравме неколку агрометеоролошки станици на ниво на Македонија во главните земјоделски региони во текот на овие неколку месеци. Направивме модернизирање на управата за хидрометеоролошки работи. Воведуваме еден целосен концепт, го разгледуваме турскиот и шпанскиот модел на
земјоделско осигурување. Денеска разговарав со Европа АРЕ, каде што Македонија е основач, а може да користи услуги во делот на осигурувањето за земјоделците. Сметам дека во периодот што следи ќе излеземе со еден целосен пакет на тоа како ние ќе се направиме со политики кои што ќе бидат адаптивни на климатските промени, за да се помалку државата исплаќа штети, а се повеќе да бидеме заштитени. Во следниот период Министерството на располагање има околу 6 милиони евра на собствената сметка, кои што се замрзнати пари од страна на јапонската влада, бидејќи се дел од компензацијски јапонски фонд, доделени на Македонија, ама Македонија не ги почитувала соодветните процедури при доделување на трактори, на механизација, одредени апликации не биле процесирани, не биле вратени парите и така натаму. Јас сум среќен што во текот на оваа година ги презедовме сите обврски. Сите оние кои што не ги вратиле средствата, ги покренавме сите постапки, судски, обвинителски, на било кој начин и докажавме на јапонската влада дека навистина сакаме тие средства да ни бидат одмрзнати и да може да ги користиме. Јас очекувам во текот на месец септември ќе имаме мисија на јапонската влада, имаме најава дека овие средства ќе бидат одмрзнати и дека ќе потпишеме договор, односно ќе направиме соодветен протокол како овие средства да бидат искористени. Ако во претходниот период биле користени за трактори, сега само преку ИПАРД на овој оглас имаме склучено договори за 692 трактори. Она што денес го имам како информација во државата, фирмите немат толку механизација и трактори колку што ние сме склучиле договори за да ги испорачат на граѓаните. Затоа овие средства ќе предложам на влада да бидат искористени за заштитни мрежи, односно за кредитирање на земјоделците во делот на користење на овие средства за заштитни мрежи, кој што е еден аспект на заштита на нашето производство. И тоа е дел од тој крупен пакет за заштита од климатските промени, кој што сакаме дел по дел да го промовираме и дел по дел веќе го реализираме и го имплементираме. Што се однесува до штетите, лично се залагаме на ниво на влада, тој процес и постапка да иде што побрзо и верувам дека еве и штетите кои што беа на 23 јули тука со завршувањето и заокружувањето на ова постапка и доаѓањето на ниво на влада, многу брзо ќе биде утврден процентот и ќе бидат исплатени. Она што ме радува е што општина Прилеп е меѓу првите која што одлучила дополнително на поддршката која што доаѓа од државата, од сопствениот буџет да одреди и определен износ на средства, кој што денес градоначалникот на јавноста соопшти дека и општина Прилеп дава еден добар пример како се грижи за своите граѓани и за она што навистина се случи овде во овој регион и штетите кои што настанаа со самото невре. Прилепскиот регион е најголемиот тутунопроизводствен регион во Република Македонија. Какви се плановите на Министерството за земјоделие во поглед на унапредување на тутунопроизводството? Првиот чекор го направивте за претходната реколта со оведувањето на новата методологија на исплата на субвенциите. Се заговара и донесување на нов закон за тутун, дали тој ќе важи за оваа тековна 2018 година при проценката во текот на престојната зима и кои се новините во законот за тутун? Тутунопроизводството е една од нашите најстратешки стопански гранки во делот на земјоделството, кој што обезбедува девизен прилив во државата од над 100 милиони евра. И затоа е наша стратешка определба и верувам дека ќе биде наша определба при почетокот и на скрининг процесот и на процесот во преговорите со Европската Унија, заради тоа што ќе имаме право да одбереме една од нашите стратешки култури за кои што ќе имаме национално законодавство или ќе го уредуваме на соодветен начин. Ова е традиција за Македонија. 26.000 апликанти и семејства оваа година се исплатени директно преку платечната агенција со над 28 милиони евра по она што го нотиравте во введувањето на новиот систем на субвенционирање. Тоа го направивме уште во првата година од мандатот и тоа го направивме за првата реколта, односно за реколтата на нас за 2017, за предадениот тутун од 2017 година, веќе исплативме на времени субвенции по тој нов модел од 80, 70, 60 субвенции за прва, втора, трета и останатите
сите класи, како што кажав, тоа останува субвенционирање за сите класи, со тоа даваме мотив за квалитетно производство. Стимулира квалитетот. И она што е определба и што ќе го направиме и за сите други земјоделски производи во наредниот период, да бидат тутунарите мотивирани да произведуваат квалитетен тутун за да добијат повеќе и на цена, за да добијат повеќе пари и субвенции. Затоа пристапивме уште во првата година и кон новиот драфтирање на новиот закон за тутун. Ова е еден од првите закони за кои што се залагаме во целиот овој период и веќе е затворен од страна на комисијата. Имавме соодветни дебати, беше поставен на електронскиот систем за прописи ЕНР, каде што исто така имаше дебата, беше доставен и до ги чупме. Видете, ова е закон за кој што дури и медиумите, односно соодветни портали кои што се блиски до опозицијските партии нотира дека вака си носи закон. После 12 години имаме нов закон за тутун кој што најде и на поддршка од тутунопроизводителите и од Сојузот на тутунарите, но и од откупувачите, од групацијата во рамки на Стопанската комора. Беа консултирани сите забелешки се вградени. Лично дадов прилог со сите средби кои што ги остваривме во овој период, се со цел да внимателно го напишеме законот и да ги опфатиме сите овие предлози. Она што е клучно е, значи сега е затворен најнар, влезене во владина процедура, се чекаат мислењата од соодветните институции и министерства, за да може да биде поставен на влада и да ја завршиме и собраниската процедура. Тоа мора да се направи до почетокот на следната реколта, заради тоа што со самиот закон ги укинуваме белите картони, односно евидентните листови, ги кратиме сите административни процедури, она што го видовме минатата година и што лично се уверив, оние гужви и оние проблеми кои што ги имаат, сите што аплицираат, вадењето и на имотни листови од подрачни единици, од општина, сите тие процедури со ова работа се скратени. Откупувачите директно ќе ги внесуваат податоците за договорите во систем на Министерството за земјоделство. За таа цел Министерството за земјоделство веќе има постапка за надградба на софтверот, кој што ќе биде допред ноември затворен, односно ќе го имаме, за да може да ова исто така законска определба се примени и да ги имаме овие олеснувања за граѓаните и за тутунопроизводителите. Мислам дека особено значено тоа укинување на овие евидентни листови, кратењето на процедурите за да може тутунарите да си ја работат својата работа од која што добиваат екзистенција. Една од забелешките реална е на тутунарите и тоа им создаваше проблем, а реално на терен не е решена собственичката структура. Голем дел од доброволтливите површини се на родители, починати неземјоделците кои што ги работат површините. Дали ова реална состојба на терен е земена во предвид при Па токму тоа, и тоа ги правеше сите проблеми натаму кои што се рефлектира при вадењето на сите целокупната документација, обезбедување и овие евидентни листови кои што беа во подрачните. Токму заради тоа гледавме сите тие работи да бидат вградени, реално состојбата на терена таква кај ова производство, кај оваа гранка не се решени тие работи, но за нас е стратешка, за државата е стратешка од аспекти на тие 100 милиони евра кои што ги имаме како девизен прилив и ќе биде наша ќе се држиме до тоа во наредниот период. Веќе ги дадовме и делегатите кои што ќе бидат во Светската здравствена организација на тој меѓународен конгрес во ноември, каде што ќе ги штитиме интересите на државата и на ова производство, за да не се применуваат соодветни нивни протоколи, а тоа ќе го правиме, како што кажав, и во преговорите со Европската унија. Во законот се внесени низа други работи во делот на транспарентното објавување на договорите на веб страни на откупувачите, на јавните места на откупувачите, се до 28 февруари, објавувањето на и на цените, методологијата, проценките кои што се прават, се кратат, се враќа стариот принцип на испити за проценителите. Овој закон ги офаќа и другите производи кои што произлегуваат од тутунот, го регулира и тој дел на задоволство на сите е усогласен и некои од одредбите ќе стапат на сила со влезот на Европската унија. Се на се имаме закон кој што се носи на задоволство на сите страни, на сите чинители, оние кои што се дел од
оваа проблематика и овој сектор и сметам дека тоа сега е наша обврска да го направиме да влезе во сила до пред почетокот на новата сезона и реколта. Како стојат мерките и активностите на Министерството за земјоделие во поглед на обезбедувањето и достапноста на водата до секоја обработлива површина? Конкретно е дали има некои мерки, активности, планови, зафати во овдека во Прилепско поле, има вештачка акумулација, систем за наводнување, дали тука се планирани одредени зафати? Значи, исто така, еден од нашите фокуси во текот на оваа година беше да ги зголемиме капиталните инвестиции во овој сектор. Ние ветивме дека 10 милиони годишно ќе трошиме на системи за наводнување. Уште во првата година, оваа година ние ќе потрошиме повеќе од 10 милиони, околу 12 милиони евра, мислам дека во делот на системи за наводнување. Заеднички со Европската унија преку ИПА програмата направивме во текот на оваа година мапирање на 80 точки каде што може да се реализираат инвестиции во делот на мали системи за наводнување. За 8 системи за наводнување во државата веќе е обезбедена и целосна поддршка преку ИПА структурата. За ова и за следната година, само преку Европската унија, за овие мали системи за наводнување имаме на располагање 7 милиони евра. Но први не проектирањето, обезбедување на целосната документација, но парите се обезбедени и за реализација на самите инвестиции. Во дел на тие точки кои што се мапирани е Прилепскиот регион и секако дека ќе гледаме да биде застапен како еден од клучните, каде што преку овие фондови и овие средства кои што веќе се обезбедени на Европската унија за мали системи за наводнување тоа да го направиме. Но клучно оваа година се фокусиравме и на крупните проекти кои што било од кога, од почетокот на самостојноста и од пред тоа, оваа година ги започнавме. Оваа година се започнати неколку проекти кои што тежат над 80-90 милиони евра. Тоа е браната Конско во Гевгелија со во продолжение системот за наводнување кој што ќе опфаќа 8000 хектари во делот на Богданци, на Дојран, на Гевгелија и започна токму реализација на оваа крупна инвестиција која што и од дел на рибарство, и од дел на спорт, и од дел на туризам е значена и за руралниот развој, а се реализира преку програмата на Министерството за земјоделство. Пред само неколку недели со премиерот Заев го означивме почетокот на градба на системот за наводнување кој што го покрива целиот полог. Тоа е систем за наводнување кој ќе обезбеди континуитетно обезбедувањето на Тетовската пченка, на Тетовскиот грав, околу 3500 хектари ќе бидат покриени со модерен систем за наводнување, а проектот чини 15 милиони евра, а се имплементира исто така преку Министерството. На една година ни беше потребна за да ја обезбедиме целата проектна документација, за да ги обезбедиме согласностите од Министерство за транспорт и врски. Сите овие проекти се проекти од таа категорија. И таму обезбедувањето на одобрение за градба е една од најтешките работи, а затековме Министерство во кое што ниту имаше проекти, ниту беа завршени постапките со агенции за катастар, ниту беше започната експроприација. И сум среќен што успеавме тие сите работи да ги забрзаме и овој дел да го затворим. Во месец септември, знаете, заврши тендерот, меѓународниот тендер кој што го распиша Министерството, а за кој што добивме и германски грант од 4 милиони евра и сега целокупниот проект за Јужно-Вардарска долина 2, кој што покрива околу 2020 хектари во делот на Валандово, Удово, Дојран и тој земјоделски крај, а е проект кој што е со генерации, со децении се зборува. Овој месец ќе биде потпишан договорот со кој што обезбедивме и околу 15 милиони евра вкупно средства преку заем од КФВ, Германската банка, со 4 милиони евра вграден грант. Во текот на оваа година исто така проектираме неколку други системи, Слупчанска брана, Дебарско поле, многу исто така мали системи за наводнување. 1 милион евра потрошивме оваа година, плативме за механизација, за АД водостопанство. Во следната година очекувам една реорганизација на ова акционерско друштво за да се стави во функција на граѓаните. Така да во делот на Злетовица исто така обезбедивме средства оваа година да започне постапката за избор на кредитор и на обезбедување на финанси и за почеток на целокупниот проект за фазата 2. На една од следните владини седници
ќе се најдат уште два проекти за кои што се обезбедени 20 милиони евра исто така од КФВ банката. Ние ги имаме тие пари, ги обезбедивме, ги добивме, кога добивме писмото со кое што ни се гарантираат овие средства и ќе биде предмет на една владина одлука, тоа се за два други крупни системи, системот во Лисиче, во Велес, каде што покриваме уште 3000 хектари систем за наводнување и за Јужно-Вардарска 3 уште 1700 хектари. Без рехабилитација на постоечките, што е наша интенција и постојано го правиме во текот на ова година, од чистење на каналите па до рехабилитација на системите, но и до придвижување на сите овие проекти, обезбедување на целокупните постапки, документи, проекти и дозволи, и без изградба на нови системи за наводнување не може да дојдеме до едно модерно конкурентно земјоделство. Денеска во Прилеп со градоначалникот разговарав за сите можности кои што ги имаме и во делот на овие акумулации во Прилеп. Има соодветни физибилити студии, ќе биде обврска на локалната самоуправа да ги обезбеди да започне постапки, тоа го договоривме со градоначалникот за обезбедување на проектна документација, на сите други документи, за да може ние да го обезбедиме исто така како влада финансирањето на овие значајни проекти кои што се за Прилеп. Се на се, владата на Република Македонија мислам дека за прв пат во историјата во една година се започнати така крупни капитални проекти кои што значат, кои што се проекти на многу генерации наназад, но еве го доживуваат светлото на денот да бидат започнати, да бидат реализирани и да останат една трајна вредност и придобивка за идните генерации. Еден од клучните проблеми со кои што се соочуваат земјоделците, барем оние кои што немаат сопствени површини, е неможноста да дојдат до парче обработлива земја. Се определиле да се занимаваат со земјоделие, а некои ќе ги потврдите вие дали се релевантни или не податоци, велат, а се базирани на информации од катастарот, дека во Македонија има околу 170 до 200.000 квадрати обработливо земјоделско земјиште, па речиси и половината се под закуп. Како вие најавивте ревизија, какви се резултатите, има ли тука злоупотреби? Години наназад во јавноста се шпекулираше, имаше и еклатантни примери како добиеното од државата земјиште, потоа се издавало во подзакуп, тие значи немали ни з од земјоделци, биле фактички големо поседници. И печалеле на маката на тие на кои што им ја дале земјата. Уште од првиот ден кој ја преземав одговорноста, се чудев на една состојба да Министерството за земјоделство не е поврзано на никој начин со Агенцијата за катастар, за да можеме да дојдеме до релевантни и вака точни податоци. Втор проблем е што околу 9000 договори кои што ги има склучено Министерството за концесија ги нема во еден систем, ги нема во еден компјутер, ги нема на еден документ. Ние затоа првен склучивме договор со Катастар, Агенцијата за катастар. Ги поврзавме сите наши подречни единици електронски да имаат и да го полнат системот на Катастар со податоци. За да сега направиме софтверски систем во кој што на едно место ќе ги имаме податоците за целокупното земјоделско земјиште, за целокупното земјоделско земјиште кое што е дадено на концесија, за она кое што нема договори државно земјоделско земјиште, а тој систем го поврзавме и со платежната агенција за да ги следиме исплатата на субвенции и тој систем го поврзавме со Министерството за финансии за да следиме кој плаќа, а кој не плаќа закупнина, заради тоа што и за тоа немаше соодветни податоци. Ова го кажувам за да граѓаните, гледачите, исто така и од овој регион на вашата телевизија знаат од каде почнуваме да ги градиме системите, процедурите и да ја креираме оваа слика. Паралелно ја започнавме ревизијата на земјоделско земјиште и досега до денес ослободивме 24.000 хектари земјоделска земја која што веќе е и ослободена и е вратена во владение на Министерството и е дадена на огласи. Ако отворите веб порталот, новата веб страна на Министерството, ќе видите дека имаме досега 8 активни огласи за земјоделско земјиште до 3 и над 3 хектари, кое што е некаде околу 10.000 хектари и во владина процедура имаме уште 4 огласи кои што треба да завршат постапката и да бидат објавени. Она што подготвуваме се измени во Законот за земјоделско земјиште, каде што ќе промениме, ќе олесниме процедурите за добивање на земјоделско земјиште, за да го реализираме ветувањето на граѓаните, дека навистина земјата треба да се даде на тие на кои што заслужуваат. Оние вистинските земјоделци. Но и да ги промениме одредени правила. Пример, она што новина ќе ја введеме нема да биде доделувањето до 3 и над 3
до 3 е без електронска аукција, над 3 е со електронска, тоа ќе биде до 5 и над 5. Заради тоа што цениме дека на нашата структура на земјоделци, ако имаат 5 хектари на земја, е сосема доволно по леснати принципи и правила и административни процедури навистина да добијат до парче земја. Но од друга страна ќе ги олесниме и постапките законски за раскинување. Заради тоа што сега сме во еден лавиринт да низа на постапки кои што ги покрена Министерството, судот и судските инстанции ги враќаат заради тоа што бараат раскинувањето да биде согласно постапки кои што се водат на суд. Но и со тоа или без тоа, уште 30.000 хектари се во постапка судска да ги ослободиме и да ги вратиме назад. Јас очекувам тука одлуки во интерес на државата и во интерес на Министерството. Во секој еден случај, каде што инспекторатот констатира неправилности, дека се обработува земја, се дава под концесија или не се обработува, или не се држат корисниците, концесионерите до договорот кој што го подпишале, ние покренавме постапки. Ги повикувам сите преку подрачните единици да алармираат, да не ги кажат податоците, никој нема во државата заштитен. Ние кога успеавме да оваа година прва ги скратиме субвенциите на најкрупните фирми во државата, кои што во претходниот период земале по 1 милион, по 2 милиони, по 3 милиони евра за субвенции, ова е прва година во која што го лимитиравме. Значи, нема договарање, нема преговарање, мора да ова ревизија донесе до правда, да се врати земјиштето во рацете на вистинските земјоделци. Тоа го правиме и преку ревизијата и ослободувањето на земјоделска земја, но и преку неопходните измени на законот, кое што бара време. Вие знаете дека ни беа потребни 6 месеци да се надминат обструкциите кои што постоја во парламентот минатата година, за да го измениме законот за земјоделство и рурален развој, за да воведеме нова мерка зелена нафта за земјоделците. Која ја бараат земјоделците година? Која што сме ја ветиле ние и која што ја збориме многу време наназад, ама ни беа потребни 6 месеци да го промениме законот, за да тоа го завршиме, па чекаше законот на подписка и Ѓорѓе Иванов, и тоа се заврши, па владата носеше методологија по кој принцип, по која култура, колку ќе следува ова зелена нафта, за да во следниот период веќе објавиме тендер за соодветна набавка и се надам на почетокот на наредната година веќе ќе ги имат земјоделците овие зелени картици. Така е и со сите овие други закони кои што паралелно ни се подготвени и ќе влезат во процедура. Исто така подготвуваме сосема нов закон за пасишта во државата. Она што го констатиравме, дека законот за пасишта не нуди никакви опции, никакви развојни политики, на никој начин не е регулирана оваа сфера, а Македонија изобилува со пасишта, кои што треба да бидат дел и од ЛП системот и да бидат влезени во делот на субвенционирањето кое што ќе го добиваме од Европската унија. На секој можен начин сакам да кажам дека ќе ги преземеме сите мерки, дали преку огласи, со измени на закон, со ревизијата која што правиме, со сите политики кои што ги спроведуваме, да го ставиме во функција целокупното земјоделско земјиште во интерес на граѓаните и да го ставиме во функција. Министерството исто така може да најам дека подготвува посебен оглас за одредени земјоделски парцели на ниво на територија на цела Македонија за посебен оглас со инвестиции. Во тој дел сакаме да излеземе во пресред на сите оние заинтересирани домашни компании, странски компании, кои што оваа наша НАТО аспирација, ова стабилизација, овој европски курс кој што го фативме, веќе се сигурни во државата, веруваат во Македонија, во состојбите, во политиките, во правецот во кој што иде и навистина сакаат да инвестираат во соодветни преработувачки капацитети, во соодветни фабрики, во целокупниот агросектор. Тука сакаме да излеземе исто така во пресред и да возможиме посебни инвестиции, односно оглас за доделување на земјоделско земјиште со посебни инвестиции, со посебен број на вработувања, односно со посебни бизнис планови. Но исто така сме цврсто определени дека мора да ги задоволиме и земјоделците, вистинските земјоделци, секој да добие парче земја. Меѓутоа, за да го направиме тоа, треба да заокружиме оваа ревизија, да го вратиме земјиштето во владење на Министерството и да ни со олеснати законски процедури навистина овозможиме секој еден кој што екзистира од земјоделието да добие парче земја. Зборувавте за европските аспирации. Македонија почна предпристапни преговори, наредната година се очекува и да биде официализирано незиното парафирано датумот за членство во Европската унија и во НАТО. Еве за нашите гледачи, голем дел, одговарајќи на претходните прашања, рековте дека земјоделците користат средства од ИПАРД програмата.
некаде меѓу 60 и 80 милиони, меѓутоа што велат искуствата од соседството, од Бугарија, од Хрватска, од Словенија, од Руманија, некои параметри велат дека со членството во Европската унија таа бројка би била можеби 10-кратно и повеќе, поголема. Средства европски пари на располагање на земјоделците. Кои се бенефитите? 400 милиарди евра се предвидени во буџетот, 7-годишниот буџет на Европската унија 2014-2020 за секторот земјоделство. 40% од вкупниот буџет на Европската унија е за директна поддршка на земјоделството. Тоа доволно зборува за фактот колку Европската унија е фокусирана на една од најважните работи моментално во светот, а тоа е производството и борбата, производството на храна и борбата за храна. Во тој дел, преку заедничката европска политика, можеби заедничката земјоделска политика е една од единствените каде што целосното финансирање на државите, директната поддршка доаѓа од страна на Европската унија. Тоа говори дека овие 130 милиони евра за субвенции кои што денес ги имаме, би биле меѓу 250 и 270, можеби 300, кога ќе влеземе во Европската унија, но тие пари ќе доаѓаат од европските даночни обврзници. Тие пари ќе бидат директно поддршка на македонското земјоделство, односно тоа ќе бидат пари за субвенции. Дополнително е она што следи за рурален развој. Само преку програмите за рурален развој Бугарија има искористено околу 3 милиарди, околу 8 милиарди евра, а Хрватска околу 3 милиарди евра. И позитивни се сите показатели во тој дел на земјоделството во тие земји од регионот. Ние само оваа година со домашните политики покажавме едно ниво на економски раст. 3%, над 3% е растот на земјоделството, растот на учеството на земјоделството во бруто домашниот производ во првата половина од годината, за разлика од претходната година. Се зголемува 13% е зголемувањето на растот во преработувачката индустрија, каде што дел е и земјоделството и партиципира преработувачката индустрија во нашиот дел. Расте извозот на земјоделските производи. Извозот на вино само оваа година 11% по вредност поголем. Учеството, односно растот на платите во земјоделството е за 1700 денари поголем во вториот квартал од 2018 за разлика од 2017 година. Уште повеќе и уште побргу може да чекориме заеднички со Европската унија. Македонија за 2019 година од Европската унија добива 15 милиони евра за земјоделие. Наредната година добиваме за две сфери во целокупната економија поддршката Европската унија. Тоа е 15 милиони евра за земјоделство и 20 милиони евра за образование и за социјални политики. Со овие 15 милиони евра ќе инвестираме во патишта, во консолидација, окрупнување на земјоделски површини. Со овие 15 милиони евра ќе се гради за прв пат во Македонија фабрика за третирање на угнетените животни, мртвите животни, угинатите животни во државата. Ќе се гради во атарот на Лозово со околу 5 милиони евра. Ќе се градат системи за наводнување, ќе се носи новиот закон за советодавни услуги, ќе јакнат капацитетите на нашите институции, а на располагање, како што рековте, имаме 60 милиони евра кои што ги користиме преку ИПАРД и како што кажав, само на еден оглас имаме склучено многу повеќе договори отколку на 12 претходни. Само на еден оглас имаме 14 милиони евра контрактирано, многу повеќе отколку на сите претходни во претходни 8 години. Но јас сум цврсто убеден дека овој европски пат по кој што тргна Македонија и поддршката на земјоделството кој што доаѓа од Европската унија ќе се зголеми многу пати, па и до 10 пати ако ги земеме сите аспекти од регионот и позициите на Македонија. Скрининг процесот кој што ќе започне, а веќе се закажани во Брисел, во мисијата во Брисел веќе го добивме распоредот за кое поглавје од Европската унија, скринингот во кој период ќе се одвива, започнува од септември, продолжува во наредниот период. Сметам дека ние сме во ноември како сектор земјоделство и поглавје 12 и 13. Токму тој скрининг процес ќе ја покаже целокупната поддршка во пари колку тоа Македонија може да има на располагање и да смета. Но сето тоа ќе обезбеди многу поголем раст од овој раст кој што го збориме. Сето тоа ќе обезбеди многу поголем број на вработувања и младите да останат на село во своите градови, општини, во села, да останат во Македонија. Сето тоа ќе обезбеди многу поголем извоз,
многу посигурно производство, повисоки откупни цени, излегуваме на пазарот 500 милиони граѓани, нашите земјоделски производи добиваат ЕУ етикета, добиваат дополнителна вредност. Сето тоа создава многу поволни услови и перспективи за нашата Македонија. Затоа е многу битен овој процес кој што во државата е отворен и кон кој што сите треба се приклучиме, особено заради токму таа голема поддршка која што доаѓа од Европската унија на еден од најважните сектори и за Европската унија, за Македонија особено, како аграрна земја, тоа е земјоделството. Тука некаде би го привршили ова издание на емисијата Граѓански прашалник. Благодарам за учеството и одвоеното време и верувам дека и уште една емисија, уште 30 на минути биле малку да се набрат сите овие проекти што. Благодарам и на вас, задоволство е да во вакви услови и прилики заеднички со вас се разговараме за сите политики, сите мерки, за сите перспективи, за сите можности кои што на Македонија и стојат на располагање во овој сектор земјоделство. Благодарам уште еднаш, вам почитувани гледачи, благодарам за вниманието што ако следевте ова издание на емисијата Граѓански прашалник, останете и натаму со програмата на Канал Визија.